Добар ден и од мене. Продолжуваме со реализација на тоа што беше дел од изборната програма на локалните избори. Еден од тие проекти е и градоначалникот овдека Тимчо го презентираше, ќе продолжиме и понатаму. Состојбата е тешка, кога станува збор да ликвидноста на општините да се издржи во овие тешки времења, но сепак е и покрај тоа што времењата се тешки, ако се работи честно, ако се работи посветено, има ресурси, има можности да се реализираат проектите. За жал, општината беше затекната во таква состојба каква што е од аспект на проекти. Голем дел од проектите веќе се во фаза на проектирање, дел се завршува, дел се во фаза на ревизија и веќе од август-септември дополнителен број од проектите кои што беа ветувани ќе бидат отпочнати или веќе некои завршени, односно реализирани. Така што се чувствува, повторно ќе кажам, разликата, додека овие во владата секојдневно си делат тендери во 4 очи и крадат, градоначалниците на ВМРО ДПМН градат. И тоа е разликата, дека не се сите исти и дека поддршката на локалните избори за ВМРО ДПМН и во првиот и во вториот круг беше голема и очекувањата нормално беа големи, но исто таква очекуваме поддршка на следните, јас се надевам, предвремени парламентарни избори, кога ВМРО ДПМН и коалицијата која што ќе предводи ќе има мнозинство во парламентот. Така што да заклучам, охрабрен сум од ентузијазмот, од посветеноста и начинот на кој што буквално на секаде каде што се градоначалници на ВМРО ДПМН се реализираат проекти. Утре сме во една друга општина, во Свети Николе, следната недела продолжуваме, Кавадарци, Гевгелија, Петровец и така натаму и така натаму. Сега да не ги редам, тоа се све проекти кои што беа дел од предизборната кампања. Така што, ете, тука ќе завршам, ако имате прашања, ви стојам на располагање, повелете. Имам. Господин Мицковски, научни работници од лингвистика контра изјавата од владата се едно подолго писмо се обраќа. Како гледате на цела ситуација? Пред овој настан баш бев во една таква научна институција. Го завршувавме семестарот, имав можност да разговарам со еден друг тип на научни работници, инженери, не лингвисти, луѓе кои што животот го посветиле на истражување на македонскиот јазик, но овие се инженери онака со згрозување гледат буквално на тоа што се случуваше изминативе денови и просто на луѓето не им се верува дека некој македонски политичар може да стави подпис на таков документ како што стави оваа влада. Посебно се потресени од едностранната изјава на владата за значењето на македонскиот јазик и не знам зошто е потребно македонската влада да го појаснува македонскиот јазик, да го дополнува и така натаму, кога тој има своја јасна антропологија, уште во времето на многу прерадбеници во минатото, кодифициране тогаш кога е кодифициран, стандардизиране тогаш кога е стандардизиран и наистина не ја гледам потребата на нашата влада да го ограничи на територијата на денешна Македонија. Не баре овие кои што користат македонскиот јазик надвор од територијата на Македонија или во околните држави зборуваат некој друг јазик, а не е македонскиот јазик. Така што шокантно е сето ова, ќе имаме многу за коригирање кога ќе ја преземеме владата и ќе има многу за одговори кои што ќе треба овие политичари кога ќе бидат изведени на одговорност да одговорат. Така што ако мисли некој дека ќе се заборави, дека секоја работа ќе трае 2-3 дена, се лаже. Ова длабоко ќе остане врежано во меморијата на секој македонец, но и на нашата. И наша врска е да им го поставиме вака во лице уште еднаш тоа прашање кога ќе дојде денот. Сега нормално при ова заробено судство, обвинителство, органи на прогон, тешко дека може нешто да се направи. Но многу скоро ќе дојде тој ден кога ќе треба да дадат одговори зошто беше потребно се ова. Благодарам. Да. Вечерва ќе ви заседава извршниот комитет, за што ќе расправате? Да, денес ќе имаме седница на извршниот комитет од 19 часот, утре на Централниот комитет ќе разговараме за актуелните случувања. Исто така би сакал извршниот комитет да се произнесе и за палењето на возилото на претеникот во Прилеп. Прилеп овие денови е како Бејрут во најлошите времења. Денеска повторно ново возило е запалено. Односно во текот на ноќта. Исто така за предлогот за референдумско изјаснување, да видиме каков тип на референдум, кога би го почнале, како би го почнале, на што би се насочиле, во што би се фокусирали, така натаму да слушнеме членовите на извршниот комитет на партијата
што мислат и нормална анализа на актуелната политичко-економска состојба во државата, што е стандардна тема во тие неколку часови кога извршниот комитет заседава, бидејќи состојбата со економијата, ајде ако ја тргнеме политиката на страна која што е катастрофална, е исто така апокалиптична, доаѓа зима, овие во владата се несуваат како онаа народната со штурецот, за месец-два започнува и учебната година, доаѓа есента, со есента потоа и зимските денови, цените на енергенсите гледаме континуирано растат, не гледаме дека некој се занимава со тоа, не гледаме дека некој се занимава со обезбедување резерви на пченици и слично, така што сложена е состојбата како државотворна политичка партија треба да излеземе со наша позиција по неколку прашања отворени. Господине Мицковски, деновиве актуелно е во јавноста случајот нечиста крв со една приватна болница во Македонија. Кој е вашиот коментар? Министерството за здравство најавува комисија да се расчисти целата ситуација. Како гледате на сето тоа? Па најдобар начин да се затачка на работа е да се формира комисија. И тогаш таа ќе се разводни и резултатот од работата на таа комисија може би никогаш нема да се види. Тој што го советувал министерот, го советувал погрешно или пак не сакам да констатирам, но ако тоа го направил свесно, тогаш ќе биде во јавноста можеби прогласен и како соучесник во целиот овој процес. Така што требаше според мене да се реагира многу робусно веднаш, а не да се формираат комисии, и жалам повторно што министерот најверојатно некој го советувал погрешно. Но тоа е што е. Во Македонија овие политичари за да ја распродаваат, како што ја распродаваат, единствена цел им е да останат некој ден повеќе и да ги користат привилегиите кои што им ги дава народот, тоест да бидам попрецизен, да крадат. И забораваат дека наскоро денеска ќе дојде денот кога ќе се соочат со одговорност. Јас паметам и други времења, и други политичари кои што мислеле дека вечно ќе траат во политиката, но дошол денот кога се соочиле со одговорноста. Тоа што го правите сега, многу скоро во иднина ќе има влијание, без разлика дали е тоа позитивно или негативно. Така што мислам дека од погрешен чекор во погрешен влегуваат и само дополнително забраздуваат во проблемите. Но тоа е нивна работа, наша работа е што можеме да поправиме од тоа што може да се поправи, а потоа да добиеме мнозинство од граѓаните и овие грешки изминатите 5 години да ги санираме. Во спротивно ќе останат крадците таму каде што се, без одговорност, а народот се помалку ќе го има во Македонија и ќе ја празни Македонија. Тоа е суштината. Благодарам. Благодарам.